што прифати да бидеш дел од интервјуто за Цивил Медија и порталот Frontline. Благодарам и на вас на поканата. Безбедностната состојба во државата, како ја оценувате со оглед на руската агресија врз Украина? Дали има влијание во регионалната и внатрешната безбедност? Прво, безбедностната состојба во Северна Македонија генерално стабилна, без некакви индиции за нарушување, ниту пак се регистрирани инциденти од некако поширок размер. Статистичките податоци, кога ги погледнеме за првите 8 месеци од 2023 година, говорат во прилог на ова што го истакнав. Вкупниот криминалитет за 11% е намален во однос на истиот период од минатата година и тоа покажува дека не само што е стабилна состојбата, туку како индикатор кој што покажува дека сите врвни приоритети во делот на безбедноста се остваруваат. Секако дека ова се едни од најдобрите резултати кои што ги имаме во последните 30 години. Ако ги погледнеме истражувањата кои што ги прават регионалните и меѓународни институции кои што се занимаваат со делот на безбедноста, Република Северна Македонија е најбезбедна земја на Западен Балкан и е во друштво со 36 земји најбезбедни во светот. Тоа се податоци и анализи кои што ги прават релевантни меѓународни организации во делот на безбедност. Кога зборуваме веќе за руската инвазија на Украина, секако дека таа прави импликации не само врз безбедностната, туку генерално и врз економската состојба, заради тоа што и на стратешко и геополитички ниво се менуваат работите постојано. Меѓутоа, за нас како држава е многу важно, кога зборуваме за украинската криза, кога зборуваме за руската инвазија врз Украина, ние зборуваме за важноста на Република Северна Македонија да биде дел од НАТО алијансата. Сето тоа што го говоревме кога пристапуваме кон НАТО алијансата, зборувавме дека е многу важно да бидеме кон најголемиот војно-политички сојуз и оваа криза покажа дека многу полесно е да имате силни партнери, да имате силни сојузници, да бидете заедно во сојуз кој што може да не штити сите нас. Колку е важно да имате гаранција за територијалниот интегритет, за суверенитетот на државата, за границите на државата и тоа е една придобивка која што за жал ја имавме украинската криза и тоа придобивка која што многу брзо ги покажа придобивките на Република Северна Македонија како членка во НАТО алијансата. Така да сите институции на системот, сите институции во делот на безбедноста се ставени максимално во функција се со цел да се сочува и унапреди безбедноста на државата и на граѓаните. Кога сме кај безбедноста, сајбер криминалот, говорот на омраза, расширувањето на различни тези по интернет платформите, дали и ова може да одигра некакво влијание врз безбедноста на државата? Хибридните закани или сајбер безбедноста е еден сериозен безбедносен предизвик кој што ние не доаѓа тоа во поново време, туку генерално ние го препознаваме многу повеќе во поново време, а е многу сериозен безбедносен предизвик и предизвикува сериозни ризици во делот на безбедноста. И ако погледнете низ статистика, низ податци, може да се види дека сајбер нападите може да имат далеку по лоши последици него на конвенционална војна која што има. И во овој дел Оделот за спречување на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи многу долг период веќе работи на справување со ваков тип на сајбер напади, на сајбер закани кои што ги имаме за борбата против тероризмот, радикализмот. Сето тоа го опфаќа овој вид на криминал. Исто така направивме посебни протоколи кои што
практично ги дефинираат чекорите кои што ги превзема Министерството за внатрешни работи во услови кога што имаме сајбер закани. Знаете дека државата беше соочена со сајбер заканите, меѓутоа новите протоколи за процена на сериозноста на хибридните закани практично вроди огромен резултат во ефикасноста на Министерството за внатрешни работи за справување со еден ваков случај. Кога зборуваме за компјутерскиот криминал, во првата половина од 22 година беше регистрирано зголемување на компјутерскиот криминал во државата за некаде околу 48%, ако го споредиме со истиот период во 2021 година. Додека пак причинатата материјална штета беше 10-кратно поголема отколку во претходните години и при тоа имаме расчистено некаде околу 76 кривични дела од компјутерски криминал, со што е постигната голема ефикасност со околу 67%, и таа практично ефикасност е зголемена за 10% ако споредиме со претходната година. Од оваа година, ако ги погледнеме резултатите, ќе видиме дека имаме намалување на компјутерскиот криминал за 7,4% во споредба со минатата година. Регистрирани имаме 112 кривични дела или 65 сторители, при тоа сторена е материјална штета од 31,9 милиони денари. Овие од вкупно кривични дела кои што се направени во делот на компјутерскиот криминал, некаде 53, 47,3% се целосно расчистени и тоа е практично постигнатата вкупна ефикасност. Трендот на намалувањето на компјутерскиот криминал, кој што е оваа година, практично е резултат на намалување на кривичните дела со платежните картички. И тоа беше нешто што го правеше најмногу процентот на кривични дела. Тие учествуваа некаде околу 43% од вкупно регистрираните кривични дела во овој дел. МВР во наредниот период исто така ќе биде и носител на активноста за изготвување на посебна национална стратегија за компјутерски криминал и во овој дел интензивно ќе се работи и на подготовка на еден акцијски план кој што практично ќе ги подобри сите овие аспекти за борбата со компјутерскиот криминал или така наречени хибридни закани, хибридна војна која што практично се интензивира исто така по руската агресија на Украина. Говорот на омраза е неизоставен дел и тоа е еден вид на компјутерски криминал и тука значително е зголемен обемот на активности кои што го превзема Министерството за внатрешни работи и при тоа работиме многу на градење на капацитетите за препознавање на говорот на омраза, подигањето на јавната свест кај граѓаните дека и тој говор на омраза треба да биде пријавен и да биде санкциониран и така може да констатираме дека бележиме сериозен напредок во вкупната борба против сајбер криминалот. Господин министар, да се вратиме на политичкиот актуалитет во државата. Опозицијската ВМРО ДПМН деновите е активна со прекупување меѓу бившиот и актуелниот партиски председател, едниот од Будимпешта, другиот од Скопје. Но тоа што ме интересира е се уште Мицковски продолжува да ја нарекува преговарачката рамка како бугарски диктат. Во суштина тоа е рамка која е предложена од Република Франција. Дали со тоа индиректно он си прави натрешен диктат, ја нарекува една пријателска земја на Северна Македонија дека и нанесува диктатски предлог и на крај да испадне дека диктат нема ни во Париз, ни во Скопје, ни во Софија, има само во главата на Мицковски. Како гледате на ова гледиште на опозицијскиот лидер? Како прво, рамката за преговори ја утврдува Европската комисија. И таа рамка е утврдена на основа на францускиот предлог, кој што беше прифатен од страна на
Собранието на Република Северна Македонија. И тоа е завршена работа. На основа на преговарачката рамка, во која што не се задира воопшто во националниот идентитет, не се задира во јазикот, не се задира во државноста и во ниту едно прашање кое што може на било кој начин да ни го наруши нашиот идентитет, едноставно е рамка која што е за иднината, за просперитетот на граѓаните, за европски вредности и за остварување на нашата крајна цел, а тоа е остварување на националниот интерес, членство во Европската Унија. Сите овие активности кои што ги превзема опозицијата, лидерот на опозицијата, е класична манипулација со јавноста во остварување на лични и политички цели. Затоа што не е доволно вие декларативно да се залагате за членство во Европската Унија и при тоа чекорите што ги правите не само што не помагаат, туку во голема мера се баласт на целиот процес за Европската Унија. Така да не може да стане збор за никаков диктат од никого, заради тоа што наша цел стратешка во темелите на македонската државност во 90-тите години е вградена дека ние ќе градиме самостојна, суверена, независна држава како дел од европското семејство и од НАТО алијансата. Тоа се наши стратешки определби. И ние постапуваме остварувајќи ги интересите на граѓаните. 80% од граѓаните во Република Северна Македонија посакуваат да бидат дел од европското семејство. Кој е тој што може да опонира на 80% од граѓаните? Кој е тој што сака да ја уништува перспективата на државата? Затоа сметам дека сите политички субјекти и сите одговорни политичари треба да работат на остварување на една ваква цел и нема изговори веќе во државата за нашиот напредок дека некој друг ни стои на патот на остварувањето на нашите цели. Ние сме тие кои што треба активно да работиме за да ја оствариме оваа крајна цела, тоа е членството во Европската Унија и при тоа да не губиме години, да не губиме нови генерации на лица, на млади луѓе во државата, туку на нив да им ја понудиме перспективата преку еден процес ефикасен за членство во Европската Унија и при тоа да имаме на ум дека на основа на тие геостратешки поместувања се отвора сериозна шанса за забрзување на процесот на членство во Европската Унија. Сето друго е манипулација со граѓаните, манипулација со ставовите кои што ќе се користат за дневно политички цели. Така да одговорноста на оваа генерација е да направи еден сериозен исчекор и при тоа да знаеме дека сето она што го правиме заради нас самите, не заради било кој друг. И да бидеме благодарни на сите наши партнери кои што не поддржуваат во целиот овој процес. Господин Спасовски, визави ова коментирани беа и измените во кривичниот законник. Дали со таа измена имаше некаков политички пазар? Политички пазар не може да стане збор заради тоа што кој е резултатот од таквиот пазар доколку постоел. Сигурно не би правил некој политички пазар за да ВМРО да помине опонира на промената на уставот. Така да во тој дел сметам дека и нормално е во едни вакви услови во кои што ние очекуваме ичекор напред преку пласирање на разни дезинформации, полувистини, пропаганда и така натаму, да се ствара одредена перцепција кај граѓаните дека некој нешто или со некого договара. Така да сметам дека нема основа за политички пазар, а најмалку може да има основа за политички пазар кога се во прашање витални национални
интереси. Господин Спасовски, лидерот на ДУИ Али Амети пред одредено време настапи со иницијативата Фронт за Европа. Тој сака во тој фронт да ги приклучи и така беше и неговата последна изјава дека е отворен за сите проевропски, проамерикански сили. Дали СДСМ се гледа во тој фронт и како ја коментирате на дополнетата изјава на господинот Сила дека тој фронт треба да биде само со партии на албанците? Ние сметаме дека еднаш и за секогаш мора да се одвојат прогресивните сили во државата визави сите оние кои што ја влечат државата назад. Оние ретроградни сили, оние сили кои што не и помагаат на државата да напредуваат. Така да не може да зборуваме само за фронт во кој што би биле политички партии. Не можат политичките партии да имаат ексклузивата на тоа дека би биле дел од фронтот. Туку треба да бидат сите прогресивни граѓани, невладини организации, интелектуалци. Секој еден кој што смета дека на било каков начин може да допринесе за да напредува државата е дел од тој проевропски фронт. И тоа е идеја или визија за која што сите ние треба да се бориме. И тоа е нешто што е прифатливо за сите нас. Веќе прашање на техника е како ќе се настапува на изборите. На еден или на друг начин. Важно е крајната цел. А крајната цел е прогресивните и проевропските сили, тие кои што имаат визија за државата, тие да ја водат државата. Дали СДСМ се гледа во тој фронт како политичка партија? СДСМ е една од најпрогресивните партии. СДСМ е партијата која што сите важни чекори за државноста на Северна Македонија, сите важни чекори за напредокот на државата биле донесени кога таа била на власт. И према тоа не да се гледа. СДСМ е стожер на Европскиот фронт. Таа е водечката политичка сила во државата кога станува збор за проевропскиот блок и СДСМ е таа околу која што ќе се собере Европскиот фронт. Постои во јавноста едно мислење дека тој долго донесе 2017 господинот Зоран Заев. Сега без Заев или со Заев СДСМ е појака? Неминовно е дека визијата на тогашниот претседател на СДСМ и понатаму премиер на Република Северна Македонија, во која што се отвори општеството за сите граѓани и визијата дека Република Северна Македонија мора да се гради како општество со еднакви можности на сите, е визија која што не само да ја иницираше, туку ја заживеа и на дело ја постави како принцип на владење и на градење на македонското општество Зоран Заев и тоа е факт од кој не може никој да избегне во овој момент. Инаку, за напредокот и на СДСМ и на државата се сите потребни. Најмногу оние кои што и најмногу дале за државата. Зоран Заев е еден од тие. Се споменувате и за можен кандидат за следните председателски избори до година. Дали се гледате во таа комбинација? Дали имате амбиции да станете председател на Северна Македонија? Ова е период во кој што има многу предлози, многу мислења, многу видувања, многу иницијативи и така натаму и тоа е легитимно во една демократска дебата која што се води. Јас сум насочен исклучиво сега кон остварувањето на моите цели и визија во Министерството за внатрешни работи. За сите прашања ќе се отвори дебата пред се во партијата, па понатаму и во целиот тој проевропски фронт. За мене што е важно? За мене е важно тој проевропски фронт да ја добие довербата на граѓаните. За мене е важно тој што ќе биде председател на државата, владата што ќе се формира,
да бидат насочени кон остварувањето на нашата јасна визија тоа членство во Европската унија. Така да за сите овие прашања ќе се разговара и тоа е многу легитимно, многу демократски да бидат отворени ваквите прашања, да имаме една ваква дебата. И јас очекувам дека ќе донесеме најдобри и најмудри одлуки во интерес на граѓаните на државата. Хипотетички да збориме дека тој фронт ви дава зелено светло, би прифатиле да бидеш кандидат на фронт на СДСМ и на фронтот? Ова е многу сериозно прашање за да ние одговараме на хипотеза. Ова треба да се разговара и да се носат одлуки во вистинско време. Секоја сериозна одлука бара рационалност, не емоција во носењето и правовременост. Така да кој ќе дојде моментот ќе се разговара за сите прашања, инаку одговарање на хипотетичките прашања му штети на било кој процес, па и на овој. Господин министре, уште две прашања имам. Едно, дали очекуваш да рефлектира Мицковски дефинитивно за интересите на државата, а другото е професионално прашање врска од доменот на Министерството за внатрешни работи. Видете, јас искрено да кажам не можам да бидам оптимист дека Мицковски па и ВМРО ДПМН би биле еве конечно би рекол за остварување на интересите на државата. Затоа што сметам дека не направија никаква реформа тие во функционирањето и во размислувањето. Мислам дека нема никаква разлика од времето на режимот до 2016 година и начинот на кој што функционира и сега. Јас искрено посакувам да се направи еден таков исчекор и важните одлуки за државата да ги донесеме сите заедно, да покажеме едно национално единство и високо развиена свест за еднината на државата и на граѓаните. Меѓутоа не сум голем оптимист дека се има таков капацитет да се разберат сите овие работи кои што и се потребни на државата. Господин министер, пред неколку месеци имавме неколку пресметки меѓу криминални групи, па ајде да наречеме на Скопското подземје. Имавме двојно убиство во старата Скопска чаршија, едно убиство во Грција и едно убиство имавме во Приштина, Косово. Може да ни откриете детали, да докаде истрагата за овие случаи, дали има некакви нови сознанија? Прво сакам да ја искажам решеноста на ова раководство на Министерството за внатрешни работи да се справи со криминални структури кои што биле создавани и градени во изминатите 30 години. Ова е прв пат да се води сериозна битка против криминални структури, без разлика кои се тие од каде доаѓаат. И во таа наша намера никој со ништо и за никаква цел не може да не запре заради тоа што сметаме дека безбедноста на граѓаните е наш врвен приоритет. Инаку, што се однесува до конкретни настани, јас можам да зборувам за настани кои што се случиле на територијата на државата. Ние немаме и не можеме да разговараме за убиства во Грција и во Косово. Тоа е работа на истражни органи на тие земји и тие треба да ги дадат прашањата за овие инциденти кои што случиле. За случаите, односно за случајот што се случи овде во Скопје, има напредок во истрагата, има приберено доволно докази и се работи интензивно. Јас сметам дека можеме да дојдеме многу брзо до целосно расчистување на овој случај. И тоа поважно што е? Поважно е дека најголемиот дел од криминалните структури во така наречените групи кои што делувале и биле градени во изминатите 30 години, најмногу продржани во времето на режимот, веќе се изнесени пред лицето на правдата и
издржуваат казни за тоа што го прават. Да напоменам дека само последниот месец имаме апсење на тројца членови на една криминална група кои што претходно беа во бегство или беа недостапни за органите на прогонот. Така да, мојата јасна порака е дека ќе направиме се за да се штити интересот на граѓаните, безбедноста, јавниот ред и мир. Ќе направиме се безпоговорно да секој еден што се занимава со криминал да одговара, сите тие криминални групи да бидат растурени, да се конфискува сето она што го има постигнато на нелегален начин и уште еднаш упатам јасна порака, никој да не мисли дека може да биде посилен од државата. Тоа не било и нема да се случи. Само уште ова, дали има поврзаност меѓу трите случаи? Дали има некаква халка, сигурно разменувате информации преку Интерпол со косовската и грчката полиција? Тоа се информации кои што представуваат дел од истрагата. И додека не биде завршена целосната истрага, ние не можеме да изнесуваме информации во јавноста, заради тоа што ќе се сложите, сепак истрагите мора да се водат во институциите, а не во медиумите. Благодарам, министр. Благодарам.